Вечерва почнува Танцфест. На отворено ќе биде танцовиот маратон кој што ќе се одржи овие 2 дена на 4 и 5 септември. Под мотото Потрага под опир, годинешниот Танцфест ќе го одбележи јубилејот 30 години со време на македонска танцова сцена со учество на македонски и американски уметници. За жал, сите се наоѓаме во една неизвестна ситуација, која што во изминатиот период не ни дозволуваше да работиме во рамките во кои што можеме. Оваа година, фестивалот Танцфест, кој што има 16-то издание, се одлучивме да го правиме во вид на танцов маратон и, како што и самите рековте, да покажеме една широка лепеза на македонски и американски артисти. Многу се радувам што успеа некои од американските уметници да дојдат во Скопје, бидејќи она што изминатите 2 вечери го гледавме на пробите на вистина многу добро изгледа и мислам дека ќе биде права, како да кажам, една убава вечер за уживање за нашата публика. А вториот момент, 30 години македонска танцова сцена и еден спектар на млади кореографи кои што ќе можат нашите гледачи во живо на отворената сцена во паркот на МКЦ или пак онлайн, на нашиот стриминг, да можат да ги видат. Манифестацијата ќе прикаже 15 кореографии. Танцовиот маратон ќе се отвори со јубилејната представа на Рисима Рисимкин «Идентитети. Историја на еден растегнат сон». А за прв пат ќе биде прикажан и танцов филм од домашен автор, филмот «Дома» на кореографката Адријана Данчевска. Прв пат правиме на отворено маратон, повеќе од една представа, а ние ќе покажеме 16 различни кореографии, што навистина извонредно тешко ние во организацијски смисла бидејќи можеме да користиме само ноќно време за да правиме светла и така натаму, а од друга страна има една огромна магија, морам да кажам, една волшебна енергија се создава кога е отворено, кога се гледа и небото и ветерот дува или не знам. Има една посебна убавина и танцувањето на отворено, само што е покомплицирано и покрај тоа што ние направивме на вистина една, ќе видат самите гледачи, една прекрасна цена со сите услови кои што се потребни, меѓутоа просто кратка е ноќта. Во рамки на танцовиот маратон ќе биде доделена наградата Менада за врвни достигнувања во областа на танцот на американската танцова легенда госпоѓа Джоан Мајерс Браун. Престижната награда Менада за млад уметник ќе биде доделена на Стефанија Гаштарска. Од минатата година Танцфест поведе уште една награда, тоа е за млад уметник, со цел да дадеме поттик и признание на младите кои што навистина се исклучително талентирани и успешни, иако се млади, и да им се одаде некакво признание за да можат, да кажеме, да одат уште повеќе и уште подобро понатаму. Сепак и на младите треба да им се признае кога имаат некој извонреден квалитет. Оваа година жири, составено од новинари, ја одбра Стефанија Гаштарска и мислам дека е навистина еден извонреден успех за една македонска балерина да биде професионално ангажирана во Бошиот театарот. Стефанија е тука во Скопје и ќе дојде вечерва, лично ќе ја прими награда. Дел од представите на Танцфест ќе се емитуваат на програмата на ТВ канал ВИС, а останатите ќе може да се проследат и онлайн преку YouTube каналот на Танцфест.